Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со пратеничката од СДСМ Сања Лукаревска. Лукаревска, добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на поканата. Денеска почна последната фаза пред усвојување на предлог буџетот за следната година, расправата во пленарната сала, но и годинава како и предходните со целосно спротивни гледања се власта и опозицијата, додека министерката уверуваше дека овој буџет носи стабилност и раст идната година. Генерално оценките на опозицијата беа дека тој не ги одразува потребите ниту на државата, ниту на граѓаните. На кого да веруваат граѓаните? Видете, многу е битно прво да ја видиме структурата на буџетот од една страна, она кое што ни се нуди за идната година и она кое што е реалноста во моментов, затоа што пред малку видов и јас еден прилог кој што беше тука покажан за инфлацијата. Таа всушност е основата за она што алармираат и граѓаните, затоа што постојано растат цените, имаме ценовни шокови. Од друга страна, во буџетот сега е најзастапено она што значи кратење на капиталните расходи. Тука имаме намалени капитални расходи. Значи, ние повеќе ќе се насочуваме кон увоз, наместо да го билдаме домашното производство. Тоа значи дека што имаме намалени инвестиции, не се очекувањата соодветни, врз основа на тоа нема да имаме соодветни проекти, ќе осиромашуваат граѓаните и ќе имаме низок животен стандард. Ако на сето тоа го додадеме и она што значи вистинска препорака од страна на извештајот на Европската комисија во делот на економските реформи, сметам дека опозицијата навистина настапува со доста издржани критики, подкрепени со бројки и аргументи. Сега ја наметнавте темата за инфлацијата. Проекциите се 2,5% за следната година на владата. Во моментов, според државната статистика на годишно ниво, имаме 4%, ноември споредено со ноември минатата година. Од Министерството за економија не гледаат причина за воведување на дополнителни мерки за заштита на животниот стандард. Реални ли се проекциите за 2,5% инфлација идната година и дали според вас во моментов треба некакви мерки за да се заштити животниот стандард на граѓаните? Јас и во мојот одговор кој што го имав пред малку на пленарната седница, да директно насочив критика кон Министерството за економија и труд, односно кон Министерот за економија, кој што мислам дека сите овие турбуленции кои што им се случуваат на граѓаните и пред се што се случуваат и во општеството, тој како да ги преспа. Врз основа на тоа, тој не покажа особен интерес за било какво спречување на тие ценовни шокови. Бидејќи граѓаните постојано алармираа, веројатно и тој излегува во маркети. И опозицијата алармираше, затоа што предходниот состав во парламентот, каде што ВМРО-ДПМН беше опозиција, тие постојано наговестуваа кон нас дали влегувате вие во маркети, дали вие пазарувате и така натаму. И тогаш имавме вкачување на цените, меѓутоа се направија соодветни мерки кои што значеа еден вид на овозможување на пристоен животен стандард за граѓаните. Сега тој ист министер вели дека нема потреба од зголемување на плата. Од неговата партија велат дека тој е заслужен за овие економски успеси, а од друга страна гледаме дека цените, поготово сега во пресред на овие предновогодишни и новогодишни празници, ќе се кренат уште повеќе. Тоа е случај, сметам дека само кај нас во регионот, затоа што немаме соодветни мерки, немаме соодветна стратегија. И по кој знае кој пат да повторам дека имаме непримена на законот за нефер трговски практики кои што ќе го олеснат целиот овој процес. И затоа не може да сметаме дека во 2026 ќе имаме ваков економски раст и ќе го оправдаме моментот дека сме трета земја по раст на БДП во Европа. Едното со другото не кореспондира. Да, некако главниот коментар на власта е дека нема ефект од мерките, ама ако се погледнат статистичките податоци, дури и за периодот на нивно управување, се гледа дека најниска инфлација има токму во периодот кога ги имаше оние празнични кошнички. Во април е најниска инфлацијата, 2,6%. Дали ова дополнителна потврда дека треба да има некакви мерки? Треба да има соодветна стратегија, меѓутоа треба да има и слух од страна на власта за она кое што го зборува опозицијата, затоа што ние предложивме неколку законски решенија што ќе значат токму подобрување на животниот стандард на граѓаните. Сега гледаме дека имаме зголемување на струјата, покачување на парното, гледаме и други сегменти кои што се одействуваат на она што значи низок животен стандард на граѓаните. Пониските плати, да не зборувам дека имаме најниска минимална и просечна плата во регионот. А од друга страна,
И Светска банка, и Меѓународниот монетарен фонд, дури и Европската комисија кажуваат дека онаа проекција која што сега имаме од 3,8% е многу оптимистичка. Нивните проекции се движат од 3 до 3,2% на економски раст, бидејќи таму се, да речам, најемпириски гледано тие анализи. Но премиерот денеска, да не речем и малку критички звучеше кон новинарите, вели на граѓаните треба да им се зборува за победите, за она што е убаво, било период на празници, алудирајќи на тоа дека недоволно гласно била пренесена веста дека Македонија е трета економија во Европа со 3,8% раст на економијата за третиот квартал. На слично ниво се проекциите и за растот на економијата за следната година. Реални ли се овие проекции и што за вас значи 3,8% раст на економијата во третиот квартал? Најпрво треба да се насочиме кон моментот дека имаме реализација на капиталните расходи од 51%, а веќе сме денес 9 декември, значи ние имаме уште 21-22 дена за да ја завршиме годината. Значи, фрапантни 51%, што е навистина загрижувачки. Од друга страна, гледаме дека буџетскиот дефицит е проектиран на 3,5%, што не знаеме и тоа е надвор од оние фискални правила кои што се предвидуваат. Исто така гледаме намалување на странските инвестиции. Тоа е изворно, го каже и Народната банка, значи тоа не го кажува опозицијата. Financing со своите ставови исто така алармира и многу други експерти дека мора да се внимава на оној должнички пласман кој што го има нашата држава. Бидејќи нас не се потребни реформи на хартија, нас не се потребни реформи кои што ќе значат добробит за граѓаните, кои што ќе значат дека тие можат да врзат крај со крај и дека ќе бидат задоволни од својата живеешка, од својата плата, од своите можности. И на крајот на краиштата неопходен е оној економско-социјален совет да се состане за да се направи оној диалог помеѓу работниците и работодавачите со посредство на владата. Доколку го имаме тој триаголник, ние не би имале вакви ценовни шокови, не би имале вакви економски состојби какви што ги имаме сега во моментот. Некој изгледа не ја живее реалноста или вистината, ако владата не уверува дека сме трета економија во Европа, од друга страна опозицијата излегува со вакви критики. Јас не верувам дека постои некој во оваа држава што не би сакал да биде трет по раст на БДП во Европа. Меѓутоа, сепак фактите, аргументите и бројките не го представуваат тоа. Затоа и денеска имавме една таква дебата, која што трае се уште во собранието, а ќе продолжи и утре. Морам да ве прашам во однос на прогнозите за плати и пензии. Некако ова е тема на која што најмногу се манипулира со граѓаните. Според плановите на владата, предвидени се за 7% повеќе пари за плати, што значи усогласување или она законско согласување кое што е задолжително, 9,7% за пензиите, што го покрива исто така законското усогласување идната година во септември и покачувањето од 1000 денари кое што треба да го добијат во април пензионерите. Има ли доволно средства за ова? Логично е дека како што растат трошоците за живот, како што растат цените, да имаме зголемување на платите и на пензиите. Но ако гледаме дека имаме висок јавен долг, ако гледаме дека имаме ново задолжување од 1,7 милиарди, ако гледаме дека имаме неисплатени породилни отсуства, имаме неисплатена капитација кон матичните лекари, ако имаме голема дупка во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, секако дека се ова која ќе биде ставено на за еден предмет на дебата, во тој случај реалноста би била таква каква што е. Очекуваме дека како што велат, ние внимателно ја слушаме власта, дека средства во буџетот има, но ние постојано се задолжуваме. Граѓаните не ги интересира колкав е економскиот раст. Граѓаните ги интересира тие да можат да живеат согласно сите овие модерни текови, да имаат обезбедени основни услови за живот. Кога беше во ова студио министерката за финансии, неколку пати потоа во јавните настапи вели дека граѓаните не треба да стравуваат, дека она што го прави владата е стабилизирање на јавниот долг, кој што го направиле претходните влади на СДС. Жалам
што многу брзо се заборава периодот низ кој што помина владата на СДСМ по сите економски параметри, затоа што имавме корона криза, имавме енергетска криза, имавме економска криза и навистина цврсто успеавме да ги надминеме сите тие предизвици. Ако некој сака тоа да го заборави, дека се владееше во едно кризно време и се носеа секакви пакети на мерки за да се заштитат работните места и да се задржи ликвидноста на компаниите, секако дека имавме одредено задолжување. Тоа е она кое што сега ќе го враќа владата, односно државата. Меѓутоа, во тој период постапувавме истоветно како многу други поразвиени економски земји во светот. Како човек кој што ја промовираше, ја донесе мерката Мој ДДВ, морам да ве прашам за тоа што се случи силни реакции во јавноста. По 6 години од постоењето на оваа мерка, за прв пат парите не им беа вратени на граѓаните, повратот не беше направен во законски утврдениот рок. Како гледате на ова? Најпрво би сакала само на кратко да објаснам и хронологијата и потребата за да се донесе оваа мерка, кога се донесе на 1 јули 2019 година. Таа беше првенствено да ги враќа парите назад кај граѓаните, да ја намали сивата економија и секако да овозможи самите граѓани да бидат еден вид на инспектори. По многуте анализи кои што беа правени во тој период кога бев активно вклучена во даночната управа, 1 до 2% може би имаше подобрување во делот на она што значи намалување на сива економија преку мерката Мој ДДВ. Над 500.000 корисници, тоа се навистина фрапантни бројки, бидејќи оваа мерка може би една од најдобрите мерки во изминатите години на владење на СДСМ. Ако ги прашате граѓаните, верувам дека е најдобрата мерка. Драго ми е дека е така, затоа што навистина е доста едноставна, меѓутоа е доста практична и таа треба постојано да се надградува и да се работи на неа некако со инвентивност и така натаму. Жалам и што за прв пат можеби ја прочитав Мој ДДВ мерката во еден таков негативен контекст. Очекувам дека сите овие проблеми ќе се надминат во наредното тромесечие, кога ќе се направи исплатата, бидејќи законскиот рок е всушност при завршување на едно тромесечие е 60 дена за исплата. Доколку станува збор за некои технички промени кои што треба да се направат, тоа треба транспарентно и многу отчетно да се информира кон јавноста. Но сметам дека само со навременост кон оваа мерка ќе може да се задржи и тој сјај. И пак ќе повторам, една од најдобрите мерки кои што ги имала оваа држава и не смее да се дозволи никој пат понатаму да биде ставена во негативен контекст и да создаде голем револт кај граѓаните, зашто на почетокот со подсмев се одеше кон оваа мерка, дека тоа не се доволни средства, меѓутоа го гледате интересот колкав е сега. Така, апсолутно. Лукаревска, морам да ве прашам, во однос на одлуката која што попладнава беше донесена на владина седница, портпаролката информираше дека владата продолжува со постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Останува и последната фаза, односно ова одлука да биде испратена во собранието пред пратениците. Како гледате на целата оваа постапка и има ли одлука што ќе прави пратеничката група на СДС? Јас исто денеска разбравме од медиумите дека е направена таква постапка е поведена и дека таа одлука ќе треба да стигне во собранието. Штом ја добиеме таа одлука, штом ја видиме во собранието, секако дека на соодветен координативен состанок ќе донесеме свој став, гледајќи ги, насочувајќи се кон сите оние причини за оваа постапка во рамки на самата одлука. Меѓутоа да не заборавиме дека за реформи без политички влијанија во рамки на судството и во рамки на обвинителството, владеачкото мнозинство го има тој предизвик, секако како и повик преку соодветната реформска агенда која што има нашата држава. Караска, за крај морам да ве прашам во однос на реформите внатре во СДСМ. Сте ги извршувале едни од највисоките функции во партијата. Со години бевте втор човек во Социјалдемократскиот сојуз, заменик председателка. По барање на Филипче, целото раководство, сите функционери поднесоа оставка. Сите споменуваат во јавноста дека се разговарало со некого. Разговарал ли Филипче со Сања Лукаревска? Имате ли намера да прифатите некаква функција во партијата во иднина? Па како што напоменавте, јас пред скоро повеќе од година и еден месец, можеби помалку од еден месец, на 26 ноември направив примопредавање лани со актуелната
заменик председателка и тоа навистина представуваше за мене огромна чест и задоволство што толку години бев заменик председател, сега сум активен член во собранието, односно парламентарец, пратеник, со што ми ја дадоа довербата граѓаните за овој мандат. Сме разговарале во повеќе наврати со председателот Филипче во делот на она што значи идни чекори, стратешки определби на СДСМ, она што значи окрупнување, детектирање на одредени грешки, критика и така натаму. Но секако не сме разговарали за позиција, како што напоменав на почетокот, јас ја имав честа и привилегија да бидам втор човек во СДСМ. Ако ви понудат, би прифатиле нешто? Не. Морам да ве прашам затоа што некако се диверзифицира делот на оние кои што бараат нови кадри во СДСМ и оние кои што работат на враќање на стари кадри во партијата. На кој дел припаѓате вие? Сте за нови кадри или за враќање на старите? Мислам дека погрешно тоа во јавноста се перцепира. Нови кадри на оние наши истакнати членови кои што ги поминале сите скалила во партијата, значи не дошле да бидат во СДСМ како еден вид проект, напротив, значи и на минус 10 и на плюс 40 биле со СДСМ, а не дошле до израз се уште, со своето искуство ќе допринесат многу повеќе во рамки на укрупнувањето на СДСМ, но секако дека и многу млади лица кои што со своите модерни размислувања ќе направат исто така, ќе бидат најгласниот коректив на политиките на СДСМ. Една таква комбинација мислам дека СДСМ ќе го носи кон едни